Парламентарните избори минатата 2024 година покажаа дека земјава се соочува со клучни предизвици во обезбедувањето праведност, транспарентност и инклузивност во политичкото рекламирање и медиумското представување. Открие значителни празнини во регулативата со која се уредува политичката комуникација, што го доведува во прашање интегритетот на изборните процеси и инклузивноста на јавниот дискурс. Со оглед на тоа дека дигиталните платформи и интернет порталите станаа доминантни канали за политичко рекламирање, во наративите што ги промовираат политичките актери честопати не се адресираат принципите на социјална инклузија и правична застапеност. Ова е дел од воведот во документот за јавни политики кон инклузивни интернет портали и изборно рекламирање во Северна Македонија, подготвен во рамки на проектот Пари, медиуми и избори во Северна Македонија. Јас сум Гоше Николов, новинар во новинската агенција Мета МК, а овде со мене професорката Марина Тунева, еден од авторите на истражувањето. Професорке, добре дојдовте. Добро е, најдов, благодарам на поканата. Јас споменав дел од она што е наведено во почетокот на документот за јавни политики, но можете ли да ни кажете повеќе за тоа што покажа вашето истражување, односно како се третира концептот на инклузија во политичките кампањи во Северна Македонија, односно што покажа во врска со застапеноста на жените, младите и некои други маргинализирани групи и кои всушност други групи би рекле вие дека се игнорирани? Па вака, вие споменавте и на почетокот дека концептот на социјална инклузија практично е нешто што не е толку применливо во однос на информирањето на порталите во случајов и пренесувањето на политичките наративи за време на парламентарните избори. Токму тоа и беше во фокусот на нашето истражување, да разгледаме на кој начин се применува, до кој степен, кои се групи се отсликани во медиумското информирање, кои се исклучени, кои се запоставени, чии интереси се запоставени и така натаму. На истражувањето работевме со колешката Снежана Бајчета и она што практично го направивме беше длабенска квалитативна анализа на содржините кои што ги добивме од мониторингот што претходно го спроведе Фондацијата Метаморфозис во рамки на проектот што го споменавте, поддржан од ИФЕС. И дополнително, како начин за да го провериме сето ова што беше во фокусот на нашето истражување, реализиравме длабенски полуструктурирани квалитативни интервјуа со соговорници кои што се компетентни да зборуваат за овие прашања, односно во доменот на социјалната инклузија, политичкото рекламирање, медиумскиот професионализам, правници и така натаму. Она што го добивме како сознание дека концептот на социјална инклузија е нешто што е занемарено во медиумското информирање и воопшто во политичката комуникација, бидејќи тоа е нешто што го разгледувавме. Или пак постои неконзистентна, неконтинуирана примена, дури кога постојат обиди да и медиумите, и политичарите, политичките актери да се осврнат на овие прашања, тоа го прават на еден начин кој што е, би рекла, ригиден, преку можеби повторно под наводници реафирмација на стереотипите, го прават на начин што повторно некои ранливи групи во општеството се представени на начин кој што не ги промовира нивните права и не ги представува како активни граѓани во ова општество. Да бидам попрецизна, со нашето истражување ние практично во фокусот ги ставивме лицата со попреченост, помалите етнички заедници, а секако низ интервјуата особено не интересираше да видиме какви се перцепциите на нашите соговорници во однос на представувањето на различни групи во општеството. Заеднички е ставот дека и жените не се представени како активни низ призма на нивниот статус, моќ кој што го имаат повторно низ едни традиционални рамки и матрици на представување, кои што би рекла важат и за представувањето во добар дел и на другите ранливи групи кои што претходно ги споменав. Од медиумското информирање се исклучени LGBTI заедницата за време на парламентарните избори, односно изборната кампања. Тие многу ретко се споменуваат, додека пак кога се зборува за лицата со попреченост, тоа се прави обично низ рамка на
помош. Значи се представуваат како лица на кои што се немокни, на кои што треба да им се помогне, да им се овозможи да живеат подобро. Значи повторно се враќам на онаа констатација дека не се представени како активни гласачи, како лица кои што еднакво придонесуваат во ова општество, како лица кои што може да ги изнесат своите ставови. Исклучен е нивниот глас во голема мера, и најчесто кога се зборува за овие лица, се зборува низ призма на нивното застапување од други, да речеме од граѓанскиот сектор, од политичарите кои што повторно за да ја придобијат за да ги придобијат како гласачи, ги споменуваат нивните потреби и како на тие групи, односно поединци, треба да им се помогне на одреден начин. Значи, далеко од она што се критериумите за социјална инклузија и начинот на представување на овие групи во општеството. И истото се однесува и за етничките заедници како што се ромите. Ромите се представени, се занемарени исто така, представени како ранливи групи, лица на кои што треба да им се помогне, лица кои што живеат во незавидни услови, што повторно не навраќа на она што го кажав и на почетокот, социјалната инклузија е подзаборавена и не се применува на начин на кој што треба да се прави тоа и во медиумското информирање и во политичката комуникација. Добро, според наративите што ги спомнавте, кои се користат во политичкото рекламирање и политичкото представување во однос на ранливите групи, како што можам да сватам и вашиот впечаток е дека ранливите групи повеќе се маргинализираат наместо да им се помогне да се сметаат за еднакви. Па да, може да се каже тоа, се маргинализираат, се исклучуваат и се представуваат низ она заштитна и ветувачка рамка. Значи, вие сте лица на кои што треба да им помогнеме, да ве заштитиме на одреден начин, вие сте лица кон кои што треба да упатиме одредени ветувања, бидејќи вам ви треба помош. И тие две рамки покажуваат каков е третманот на овие лица во комуникацијата, во политичката комуникација. Тоа значи занемарување, тоа значи исклучување од просторот за јавна комуникација на начин на кој што се вклучени некои други чинители. Значи пасивно застапување, маргинализирање. Каква е улогата на медиумите во рефлектирањето и репродуцирањето на политичките наративи кога во прашање се маргинализираните групи во политичкото рекламирање и како медиумите можеме да бидеме агенти за промени? Медиумите имаат многу голема улога во овие процеси и тие навистина може да сторат многу. Нашето истражување покажа дека за жал, во поголем дел од медиумите кои што беа анализирани, односно чии содржини беа во нашиот примерок за анализа, практично не се прави критичка анализа на политичката реторика и наративите кои што ги шират политичарите и политичките актери. Не се прави преиспитување на она што е кажано, да се анализира низ призма на повисоките стандарди на професионалност и етичност во информирањето. Значи, да се направи осврт, едноставно содржините буквално се пренесуваат многу често така како што се дадени. Така како што се креирани соопштенијата, така како што се дадени изјавите, така тие едноставно се прелеваат и во интернет порталите, што нив ги прави само како платформи за пренесување на гласот на тие актери во комуникацијата. Медиумите може да ги преиспитаат таквите наративи, може да направат критички осврт, да се навратат на одредени ставови кои што се искажани од политичарите, да се направи некаква паралела, да се преиспита што значат тие ветувања, да се направи една ретроспектива како било во минатото, како е сега и така натаму. А особено е важна нивната улога во разобличувањето на стереотипите. Стереотипите не се секогаш очигледни. Тие може да бидат и имплицитни. Или пак начинот на зборување, начинот на информирање да биде таков што повторно ќе донесе до една стереотипна слика на представување на нештата. Така што тука можат многу да направат медиумите, може би пред се
преку анализа на сопственото информирање, но и анализа воопшто на информирањето на другите, па да се види каде се исклучени, зошто се исклучени, кои потреби, чии потреби се запоставени, како лицата со попреченост може да бидат представени на еден поинклузивен начин со нивно представување како активни граѓани во ова општество. Кој може да ги представи, дали ним им се дава простор директно да ги кажат своите размислувања, ставови, вредности и потреби. Во крајна линија, тие не е доволно само лицата од овие групи да зборуваат за сопствените потреби, тие може да имаат ставови за различни општествени прашања. Зошто ги нема во редовното медиумско информирање? Зошто и воопшто во кампањите се третираат на таков начин? Дури низ призма на некои илустрации што ги видовме, една визуелна опременост на содржините кои што ги анализиравме, видовме стереотипно представување на овие групи. Па така представени повторно како жртви во инвалидски колички и така натаму. Немаме еден обид да се покаже дека тие навистина се на еднакво рамниште како и сите други граѓани во ова општество. Зошто не ги гледавме во дебатни емисии? Зошто ги немаше во редовното медиумско информирање да ги пренесат своите ставови за промени во одредени сфери од општественото живење? Така што во тој дел ја гледаме улогата на медиумите во критички осврт на наративите кои што се пласираат од политичките актери, во преиспитувањето на таквите наративи, во разобличувањето на стереотипите, потемелно, подлабенско анализирање на овие прашања, давање глас на ранливите групи во општеството, соработка со граѓанскиот сектор, соработка со институциите. Во крајна линија, ние утврдивме повторно дека ова е прашање, концептот на социјална инклузија е нешто што зависи од меѓусебната соработка и координација на повеќе чинители во општеството. Не е тоа нешто што зависи само од медиумите. Медиумите ќе го отворат својот простор. Во крајна линија се покажува и се потврдува дека постои интерес да се работи на овие прашања. Не постои некоја свесна тенденција да се исклучат. Барем генерално зборувам, се покажала голема заинтересираност, можне често во однос на информирањето на ваквите прашања, меѓутоа недостига знаење, недостига капацитет. Па така редакциите може и со промени во уредувачките политики, меѓутоа и со градење на капацитетите на својот кадар да придонесе во подобрување на информирањето за ранливите групи во општеството. Добро, кои се причините за ваквите наоди според вас во вашето истражување? Дали ваквата состојба можеби беше очекувана? Па беше очекувана, бидејќи овие прашања се разгледували и се дискутирале во бројни други наврати, кога се анализирала улогата на медиумите и кога воопшто се анализирала и политичката комуникација. Значи, тука пред се би рекла е културата на комуникација, тука е недостигот на знаење, недостигот на капацитети. Ако зборуваме за медиумите, недостиг на капацитети е најчесто пријавуваната потешкотија во инклузивното информирање или во отварањето на ваквите прашања на длабински начин, низ една истражувачка перспектива. Исто така, фактот дека најчесто кога се дава предност на дневно-политичките случувања, тоа значи по автоматизам исклучување на други прашања од јавен интерес, тие се занемарени, па така многу често тие се потиснати во медиумската агенда. Значи, треба да се работи на капацитетите пред се на сите засегнати страни, треба се работи на една поширока соработка, треба да се работи на промена на регулативата онаму каде што е потребна и со тоа работите ќе бидат подобрени. Со тоа практично мислам дека и јасни се недостатоците. Недостатоците се во нецелосно, несоодветно регулираниот, несоодветното дефинирање на овие аспекти во нашата регулатива, несоодветното имплементирање на саморегулаторната рамка, недостигот на капацитети во медиумите, недостигот на соодветни капацитети за политичка комуникација во однос на инклузивноста, така што тие бариери го попречуваат сеофатното информирање. Така. Како изборните кампањи може да станат алатка за промена и за промовирање на социјалната инклузија и еднаквоста наместо да продолжат да ги зацврстуваат стереотипите и нееднаквоста? Па преку подобрување, да речеме, во голем дел од аспектите кои што веќе ги споменав, значи преку подобрена соработка,
подобрана соработка, би рекла, со граѓанскиот сектор кој што ги застапува интересите на ранливите групи во општеството, преку подобрено информирање и во рамки на политичките субјекти, согледување на резултати од бројни анализи кои што веќе постојат. Доколку јавно се искомуницирани резултатите од анализи, длабински анализи околу овие аспекти, сето тоа треба да допре и до нив и да значи некаква порака дека нештата треба да бидат подобрени. Исто треба да се соработува и на јакнење на капацитетите, особено на помладите политичари. Разбирање на прашање како медиумска писменост, разбирање на принципите на инклузивно комуницирање, соработка со институциите. Една од препораките која што ја имаме исто така да постои подобрана соработка меѓу институциите, медиумите, професионалните медиумски здруженија, граѓанскиот сектор за да се подобруваат капацитетите во сите правци. Доколку ја видиме таа соработка и координација, нештата ќе бидат подобрени. Во документот давате низа препораки до државните институции, политичките партии, онлайн медиумите и граѓанските организации. Кои се најважните кои би ги издвоиле? Нашите анализи потврдија и она што се дискутираше на неодамнешната конференција на ИФЕС и Метаморфозис е дека потребни се промени во изборниот законник, во делот на политичкото рекламирање, потребни се промени во законот за финансирање на политичките партии, поголема транспарентност, правилно доделување, соодветно доделување на средствата за платено политичко рекламирање, што подразбира и примена на принципите на инклузивност, понатаму усвојување на законот за медиуми, за кој што постоеше предлог од експертска група која што работеше на измени на овој закон, пред се во однос на формирањето на фондот за медиумски плурализам со кој што ќе се овозможи поддршка на новинарски содржини, медиумски содржини кои што значат и инклузија. Исто така во однос на институциите, она што го споменав и претходно, да има подобрена соработка и со граѓанскиот сектор и во делот на градење на капацитетите и така натаму. Значи имаме и за граѓанскиот сектор препораки, за професионалните медиумски и новинарски здруженија, тие се многу битна алка во овој процес, особено кога станува збор за потикнување на транспарентноста на политичките субјекти во доделувањето на средства за платено политичко рекламирање, кога веќе го имаме како модел на финансирање. Професор, ќе ви благодарам многу за разговорот и за споделените увиди во резултатите од вашето истражување. Ви благодарам и вам. А вам ви благодариме што не следевте.